Вториот протестен собир и марш на пензионерите од Кочани и околните населени места, незадоволни поради ниските пензии, денеска се одржа на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри, каде на присутните им се обратија представници на иницијативниот одбор, кој е организатор на протестот. За барањата на пензионерите зборуваше Лазо Димитров, член на иницијативниот одбор на пензионерите, кој ги повика надлежните да не им даваат политичка димензија на протестите и да изнедат законски можности и решенија за да ги исполнат барањата. Изјава. Масовното присуство, може би некој ќе рече помалку, некој повеќе, на овој протест за правда и право на достоинствен живот е потврда дека сме доведени до дното на екзистенцијата. Дека немаме друг избор освен да се бориме да го добиеме тоа што ни припаѓа. Предолго чекавме и предолго молчевме. Затоа денеска уште посилно го креваме својот глас за линеарно зголемување на пензиите од 3500 денари и определување минимална пензија од 18 до 20.000 денари. Велат, ќе било неправда да се приближат или изедначат минималните со нешто повисоките пензии. Јас ви тврдам дека поголема неправда од тоа да се остави пензионер да преживува со 12.000 денари месечно во оваа скапотија нема. А многу помала неправда е најниските пензии да се покачат до 18.000 денари. Заради сето тоа, ќе протестираме се до исполнување на нашите барања. Ќе бидеме се побројни и побројни, затоа што пензионерите се сила, затоа што ќе победиме на подостоен живот. Што се однесува до следните активности, ќе ги следиме одлуките на надлежните. Доколку не сме задоволни, пак ќе протестираме. Ќе не има, реков, многу и повеќе од сега. Моне Ѓоргиев, член на иницијативниот одбор, побара Министерството за труд и социјална политика и владата да ја разберат ситуацијата во која се наоѓа најсиромашната категорија пензионери и да понуди решение да ги избави од сиромаштијата која им ја загрозува секојдневната живеачка. Линеарно покачување од 2500 денара за сите пензионери. Минимална пензија еднаква на минимална плата. Ако одговорот на надлежните за нашите барања е дека нема пари, ние ќе ви кажеме пари има. Откажете се од покачувањето од 78% на вашите плати. Откажете се од вашите луксузни службени патувања, на кои ништо не сработите за државата, туку ви се само за девизни дневници. Откажете се од луксузните садови, што ги купувате во службените кујни и бифиња. Откажете се од јадење, бадеми, лешници, пластоци и друго. Откажете се од купување лубриканти. Откажете се од спортска опрема за играње кошарка и фудбал во канцелариите на функционерите. Откажете се од парите за едукација на магариња. Откажете се од платежните картици кои ги користите за лична употреба, а вашите ги губите, па дури не знаете и колку ви е покачената плата. Изјава на владин министер. Откажете се од измислените дневници кои се како една минимална пензија. Откажете се од наместени тендери кои ги правите само за ваши потреби. Еве, има пари за покачување на пензиите, ама само треба да има ум и разум кај надлежните. Потоа пензионерите се упатија пред објектот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за на тој начин да и порачаат на ресорната министерка да се заложи максимално кон исполнување на барањата, бидејќи над 150.000 пензионери живеат под прагот на сиромаштијата и секојдневно се борат како да преживеат.